прашува. Тато! Здраво, Бибуш, здраво, Боби. Сакаме да те прашаме нешто. Не нешто, туку нешта. Мислам, повеќе нешта, да. Прашувајте. Мене многу ми се допаѓа кога сте љубопитни и сакате да учите нови работи. Тато, од каде доаѓа водата? Одлично прашање. Одлично. Но пред да ви одговорам, јас ќе ве прашам нешто. Дали вие знаете што е тоа вода? Па, водата е течност. Да. Течност без боја, вкус и мирис, да. Така е. Одлично, браво. Водата е без боја, вкус и мирис. И таа на земјата се наоѓа во 3 состојби. На нормална температура водата е течност и тоа е незината најчеста форма. На 0 степени водата се претвора во цврста состојба, односно во мраз, како овие коцки во чашата. А на 100 целзиусови степени водата се претвора во пареа. Да, благодарам. Но, чичката Тотино, од каде доаѓа? Толку ми се допаѓа вашата жет за знаење, деца. Водата во природата е секогаш во движење. Таа постојано ги менува своите состојби и кружи низ планетата Земја. Од топлината на сонцето водата испарува од океаните, создавајќи облаци за повторно да се врати на земјата како дожд или како снег. Дожд! Дожд, Бибуш. Дождот и снегот ги полнат реките и езерата и така ние ја добиваме водата за пиење, капење или за наводнување на дворовите. Ама ожеднев од разговорот. Чичко Татотино, може да добијаме една чаша вода? Ама секако, Боби, редовно треба да се пие вода. Еве ти тебе една чаша вода, Бибуш. Зошто? Па затоа што водата е неопходна за животот на земјата и сите живи суштества содржат вода. Водата сочинува повеќе од половина од човечкото тело. А тато, зошто ние чувствуваме жет? Деле, уште прашање. Одлично. Жетта е знак кој ни кажува дека на телото му е потребна повеќе вода. На возрасен човек му треба околу 2 литра вода на ден. Добро, на децата малку помалку. Јас ќе си ставам уште една чаша вода. Има ли уште некои прашање, деца? Чичко Татотино, а што е воздухот и како се создава? Чекај, тато, малку. Значи, ние имаме уште многу прашања. Ама јас велам да ги оставиме за друг пат, зашто сега треба да одиме надвор. Нели, Боби? Да, може. И благодариме многу, Чичко Татотино. Нема, зашто, деца? Дојдете повторно. Ние сигурно ќе дојдеме повторно, да. Јеј! Ти благодарам, тато! Јипи-рипи! Ама ожеднев. Кој прашува, не промашува. Тато, не избега балонот! Да. Јас го држев и наеднаш дувна ветер и ми го однесе од рацете. И Полека, Боби, смири се. многу сум лут на тој ветрот. Ајде, диши. Ете така, готово. Убаво земи воздух. Убаво. Подобре, да, еве ми помина лутината. Туку, Чичко Таткотино, зошто дува ветер? Љубопитните глави секогаш со нови прашања. Да. Па вака. Дали вие, Боби и Биби, знаете дека ветрот е воздух? Воздух? Да, токму така. Ветрот е струење на воздухот над површината на земјата. И сега вака, кога воздухот ќе се загрее, тој се шири и станува полесен и се крева нагоре, а по студениот
таму одгоре доаѓа на неговото место. Со вакво движење настанува што? Ветрот. Вау! Тато, а од каде доаѓа воздухот? Тоа е добро прашање. Тоа е, Бибуш, одлично прашање. Воздухот е насекаде околу нас. Насекаде. Па јас не го гледам никаде. Да, а не можам ни да го помирисам. Да видиме. Да видиме. Може би е некаде надвор. Чекај да видам, чекај. И овде го нема. Тото па ни овде го нема. Воздухот е насекаде. Насекаде, тој нема ни боја, нема ни вкус, ни мирис и затоа ние не можеме да го видиме. Ама можеме да го почувствуваме. Воздухот, деца, е многу важен за животот на земјата. Тој ни е потребен за да можеме да дишеме. Затоа ние не можеме да го задржиме здивот повеќе од 10 секунди. Така е, Бибуш, така е. Чичко таткотино, а дали воздухот им е потребен и на другите животни? На сите животни без исклучок. А растенијата? И на растенијата. И на птиците. И на инсектите. И на еднорозите. И на змејовите. Воздухот им е потребен на сите живи суштества за да преживеат. А ова се случува кога балонот ќе се преполни со воздух. Еве ви по еден балон и сами надувајте го. И кога да имате нешто да прашате, вие слободно дојдете. Леле, ти благодарам, тато, ти благодарам многу. Јеј! Довидување! Јипи-рипи! Ајде, довидување, деца! Кој прашува, не промашува. Сонце. Тато. О, Биби. Боби, што правите вие? Еве, ние не можеме да се договориме за нешто. Дали може ти да ни помогнеш? Секако, Бибуш. Здраво, Боби. Здраво, Чичко татотино, здраво. Сакавме да те прашаме, која боја е сонцето? Јас велам дека е портокалова. А јас, тато, јас велам дека е жолта. Уф, многу тешко тоа. Многу тешко прашање. И двајцата сте во право, но и двајцата не сте во право. Како е тоа можно? Можно е. Најпрвин да ве прашам. Знаете ли вие што е сонцето? Како не знаеме? Па сонцето е... не го свети и големо е и се е јасно. Сонцето, дека сонцето е... Сонцето е сонце. И па сонце е и... Лале, Боби, сонцето е звездата. Тоа сакам да го кажам, да. И јас тоа сакам да го кажам. Точно. Сонцето е звезда. Нашето сонце е обична звезда, но за нас многу важна. Тоа е единствената звезда во нашиот... Знам, во нашиот сончев систем. Аха! Затоа и се вика сончев систем, така? Така е, Боби. Така е. Сонцето се наоѓа во средината на нашиот сончев систем. Тоа силно гори и со тоа ни дава светлина, топлина и енергија. Речиси, сите звезди на ноќното небо се сонца на некои далечни сончеви системи. Татичко, а колку е далеку нашето сонце? Па, нашето сонце е повеќе од 100 милиони километри. 100 милиони километри? Да. Како е волку близко? Не, ниту е близко,
ниту е далеку, толку што треба. Тамам, да е малку поблиску, не биде многу топло. А да е малку подалеку, ќе не биде многу студено. Ај, види како знаело сонцето точно да се намести. А затоа мене мама ме вика сонце мое. Зашто јас секогаш сум на вистинското место во вистинското време. А татичко, ти велиш дека сонцето гори. Ама што? Одлично прашање, Бибош. За сед да може да има сила, да има енергија, му треба некакво гориво. Така? Да, така. Да, така. Така. На луѓето горивото им е Храната и водата. така, а на автомобилите, например, Бензин и струја. Дедо ми има автомобил на плин. точно. Значи, сонцето за да гори се храни со водород. Тоа е хемиски елемент кој го има најмногу во Вселената. Да. А како сонцето ни дава енергија? Епа вака, за топлина чувствуваме кога грее. За светлина гледаме кога свети. А енергија... Енергија, подгответе се сега за еден голем збор. Фотосинтеза. Колку голем збор! И тој збор значи дека растенијата прават храна и кислород токму поради сонцето. Ете, погледнете го ова мое цвеќе. Тоа зема сончева светлина и топлина и поради тоа расте. И кога расте, испушта кислород кој ние го... Дишеме! Ама јас немам цвеќе во собата. Татичко, значи, сонцето е обична звезда. Не грее, не топли и ни дава сила. Ма ние не расчистивме која боја е сонцето. Да! Нели двајцата бевме во право, ама и двајцата сгрешивме, а? Деца, сонцето е всушност бело. Нема шанси. Не, нема шанси. На изгреј сонце е портокалово, на зајди сонце е црвено, а цело време е жолто. Чека. Значи, признаваш дека некогаш е портокалово, така? Добро да, и портокалово и црвено. Ама од каде сега бело? Кога сончевите зраци ја пробиваат нашата атмосфера, во нашиот воздух, за нашите очи, сонцето ја менува бојата. Но тоа си свети бело, да светеше жолто. Белата боја воопшто немаше да постои на светот. Вау, ова е многу тешко за разбирање. Да, ама јас се уште сметам дека е портокалово. Боби, вака, кога паѓа снег, и кога ќе падне снегот, кога ќе засвети сонцето, каков е снегот, бел или жолт? Бел? Да, беле. Беле, инаку ќе беше жолт. Така, ете, гледате. Уф, малку збунувачки, ама многу ти благодарам, татичко. Ние имаме уште многу прашања, но да ги оставиме за друг пат, зашто сега треба да одиме надвор и да се сончаме на белите зраци од белото сонце. Така е, Бибуш, така е. Добро е, одете. Само ве молам, внимавајте да не изгорите. Колку што е добро сонцето за нас, толку може да биде и многу опасно. Ама, чичко татотино, јас имам видено и жолт снег. Жолт снег, тоа знаеш како. Мислам, не сакам ни да знам како се случило тоа. Не промашува. Месечина. Чичко татотино. Офлеле, здраво Бибуш, здраво Боби, веќе е темно, не треба да сте во пижамчиња малку. Само едно прашање и знаеме.
Вечера, туш, заби, пижами, приказна, сон. Сакам јас да го прашам. Добро, ајде, прво ти па јас. Чичкото Тотино, зошто месечината свети? Ти реков јас да прашам. Не знаеш ти. Тато, не зошто, туку како. На кој начин свети месечината? Одговорот на прашањето зошто и како свети месечината е ист. Месечината не свети. Ама, Чичко Тотино, ти изгледа треба да одмориш малку од компјутерот. Па како не свети кога неа си свети? Еве до тука свети. Навистина треба да одморам од екранов, Боби, но тоа не го менува фактот дека месечината, реков, не свети. Зошто е толку светла тогаш? Затоа што рефлектира, одбива, а што? Сончева светлина, Боби. Дали може да ми го поземиш ова јаболко? Може, ако е за кратко. Дојдете тука кај глобусот, Биби. Ти ќе бидеш, на пример, сонцето. Така. Стој таму. Стој, мирна, така. Земја батеријава и вклучија. Чекайте, а јас што ќе бидам? Ти, Боби, со јаболкото ќе бидеш месечината. Како? Прво, знаеме ли што е месечината? Знаеме, месечината е природен сателит на Земјата. Така е, Бибуш, така е. А знаеме ли што значи тоа? Јас за сателити знам. Дека Чичко ми има сателитска антена. Така, значи, така. Не е така. Природен сателит е помало небесно тело, фатено во гравитација на поголемо небесно тело. Природниот сателит цело време кружи околу во нашиот пример планетата Земја. Сега јас да кружам околу глобусот? Да. Добро. Ама кој ја наместил месечината да кружи така околу Земјата? Научниците сметаат дека најверојатно пред неколку илјади милиони години се случил судар на две небесни тела и така голем дел од двете тела од силината на ударот и топлината се споил во едно небесно тело и тоа е Земјата. А остатокот материјали од судирот со тек на милиони години вртење, судирање, спојување се создало уште едно небесно тело и така настанале и Земјата и месечината. Месечината е 4 пати помала од Земјата. Татуш, а колку време и треба на месечината да сврти околу Земјата? За да сврти еден круг околу Земјата на месечината и се потребни 28 дена. Затоа ние имаме 12 месеци во годината. Разбирате, месеци. Месечина. 12 се. Затоа што месечината прави 12 круга околу Земјата за една година. Јипи! Чичко Тотино, уште да се вртам со јаболково. Малку како ми се подсврте. По зависност од тоа каде се наоѓа месечината во однос на Земјата и Сонцето, таа добива различни форми. Знам тото, има цела месечина и полумесечина. Така е. Имаме млада месечина кога нема сонце на неа и е целата темна и не се гледа. Кога е осветлена целата месечина ја викаме полна, а кога Земјата фрла сенка на неа, се прави како мало српче, како буквата С. И таа е полумесечина. Боби, признај голем грис од јаболкото тебало. И многу е близко, нели? А луѓето биле на месечината? Од сите небесни тела, таа ни е најблиску, Боби. Од тука до месечината има 385.000 километри и до неа може да се стигне за 3 дена. Ама со ракета. Во 1969 година американскиот астронаут Нил Армстронг бил првиот човек што стигнал на месечината. Тој пристигнал со вселенското летало Аполо 11 и бил првиот човек што стапнал на друга планета или небесно тело. Многу е убава месечината. Штета што имаме само една. Да, навистина е убава. И за неа се напишани и илјадници песни и приказни. Неизината убавина е опеана на сите светски
јазици. Не. Јас ја дојадов месечината. Да не требаше уште нешто да покажуваш, чичко Татотино? Не. На здраве нека ти е, Боби. Значи, месечината е како големо огледало на небото. Сонцето си свети во неа, а таа ја одбива светлината кон нас и ни помага да не ни е темно навечер. Токму така, Бибуш. Токму така. Кога сме веќе кај темно и навечер, што се договори? Да. Вечера, туш, заби, пижами, приказна, сон. Јас веќе почнав да вечерам. Изедов една цела месечина. На вистина има многу песни за месечината, да. Еве, татко ми постојано пее една песна со месечина. Ама изгледа само кога го боли грлото. Месечина, месечина, јој. Да, го боли грлото, да. Не промашува! Виножито! Тато! Чичко Татотино! Здраво, Бибуш, здраво, Боби. Што е возбудава? Погледни низ прозореца, татичко, побрзо! Што? Зошто? Што се случува? Што е? Бргу, Чичко Татотино, бргу! Боби, гледаш каде завршува виножитото? Запомни, затоа што... Татичко, имаш детектор за метал? Немам. Зошто ти е, Биби? Епа, нели на крајот од виножитото има ќуп полн со злато? А ова е најблиску до виножитото што сум била. Да. Ајде! Одиме да го најдеме златото! Чичко Татотино, навистина, имаш директор за злато? Детектор, Боби, не директор. И реков дека немам. Леле, деца, видете, тоа е само приказна. Нема злато на крајот на виножитото. Всушност, виножитото, или како што го викаат нашиот народ, Божилак или џуница, нема крај. Аха, така викаат тие што сакаат да си го земат златото само за себе. Чекај, Биби. Како нема крај виножитото? Деца, виножитото е еден од најубавите природни феномени. Знаете ли како настанува? Не. Сакате ли да ви кажем? Или уште подобро, сакате ли да ви покажем? Да, многу би сакале. Само прво да тркнеме да видиме дали... Блиску е. Ама јас знам да направам виножито. Слушам. Јас слушам со 5 уши. Знаете ли што е ова? Знаеме, ова сум јас. Огледало, татуш. Точно, Биби, ова е огледало. Видете сега. Кога ќе го наместам огледалцето во чашава со вода и ќе земеме еден бел лист од печатачот, каде ја стави батеријата? Во втората фиока, веднаш до клучевите од подрумот. Мислам, не сме чепкале, не, си предпоставувам. Повели, Боби, ти светни, директно во огледалцето во чашата. А ти, Биби, држи го белиот лист, тука горе. Добро, собери ја светлината со листот. Така. Сега, што е тоа на листот? Навистина, татичко? Навистина, татичко, па се гледаат боите на виножитото. Јеперепи, богати сме, каква магија! Си имаме свое виножито. Каде е златото? Ба не е магија, деца. Наука е, наука. Кога низ водата ќе помине еден бел сончев зрак, тој се прекршува и од другата страна и слегува. Што? Виножито. Да. Водата има карактеристики на призма. А призма е прозирно стакло со агли, која ни помага да ги откриеме боите на виножитото. Гледам! Црвена, портокалова, жолта, зелена, сина, темносина и виолетова! Темносината научниците ја викаат индиго боја.
Идни го, да. А како тогаш има виножита надвор? Кој свети со джиновска батерија? Па Боби, сонцето е джиновска батерија, нели? Виножита се појавуваат само кога има и вода и сонце. Кога има дожд, роса, магла, кога прска цревото во дворот, а капките вода низ кои поминува сончевата светлина се всушност мали призми. Како и водата во чашава. Навистина, виножита има само кога врне и кога има сонце. Се сетив, хо, се сетив, да. Кога има и сонце и дожд, старите велеле, мечка се жени. Па нормално ќе се жени кога го нашла златото од крајот на виножитото. Да. Ама нели рековме дека виножитото нема крај? Значи, нашите очи и нашата планета имаат нешто заедничко. Тие се сфери. Затоа светлината прекршена низ капки дожд ја гледаме како полукруг. Кога не сме или кога не би биле на земјата долу, би можел да се види целиот круг. Аха, разбирам. Пилотите на авионите, луѓето што живеат во највисоките згради и астронаутите се единствени што виделе цело виножито. Така, мислам, цел круг. Ама ако нема крај, а круг е, нема крај. Значи нема ни злато. Има злато, како не? Знаев дека има. А каде? Во чашата, така? Не, вие сте златни деца, вие сте моето злато. Леле, татуш! Тишко татино, ти си, много си смешен. Кој прашува, не промашува. Најголема птица, ној. Тато! Чичко татотино. Здраво, Бибуш, здраво, Кочи, многу сте залетани. Залетани? Да, леташе, тато, леташе. Видовме орел, тато! Да, огромен и високо, многу голем орел, многу, можно и да беше штрк. Орел беше, сигурна сум. Штркот има поголеми крилја. Како да не? Орелот има најголеми крилја од сите птици. Далеку беше, може и да беше сокол. Врапчек излезе на крај. Орел беше, тато, орел. Кај нас има и орли, и штркови, и соколи. Каква боја беше? Светло син на кај црн. Или кафеав. Не се гледаше убаво од сонцето, ама нели штркот е најголемата птица и има најголемо јајце? Сум видел, толкави се, да, кај мене, на бандера. Орелот е 2 пати поголем од штркот и има 2 пати поголемо јајце од штркот. Јас се знам. Добро, сега ќе ви кажам. Најголема птица со најголемо јајце е... Орелот! Нојот. Што? Нојот! Навистина? Навистина, деца. Тоа е најдолгата птица. Има најголеми крилја и најголемо јајце. Неговото јајце е големо и до 40 сантиметри. И едно јајце е големо колку 25 јајца од кокошка. 25? Ау! Ете, Биби, може би птицата што леташе беше ној. Сега веќе не сум сигурна дека беше орел. И изгледа беше ној. Сигурно не бил ној, деца. Ноевите не летаат. Како не летаат? Па птици се. Да, ноевите се птици кои ја изгубиле моќта да летаат. Но затоа се најбрзите птици. Како најбрзи ако не летаат? И зошто тогаш имаат крилја? Па најбрзи. Копнени птици. Да, еден возрасен ној може да трча и до 70 км на час. А со еден чекор прескокнува и до 5 метри. А крилјата му се за кочење. Кога ќе ги отвори крилјата, како млазните авиони кога слетуваат, им се отвара падобран. Така и тој кочи.
значи нојот е најбрз, со најголеми крилја и најголемо јајце. Колку интересно. Татичко, и што друго знаеш ти за него? Јас знам дека е труп за мижи татара, за криенка. Кога некој го напаѓа, некое пострашно животно, тој наместо целиот да се скрие, главата во песок и мисли се скрил. Јепирипи. Значи не се баш многу умни. Не се, Биби, не. Нивниот мозок е малечок, помал дури од нивните очи, кои се големи колку... колку оваа билиард топка. Боби, тие со главата ги проверуваат јајцата во гнездото. Не се кријат. Во едно гнездо може да имаат и до 60 јајца кои секојдневно растат. И да не заборавам, нојот јаде камчиња. Добро, татичко, сега претера. Како може да јаде камчиња? Ноевите немаат заби, а малите камчиња им помагаат полесно да ја се оджвакаат храната. Еден возрасен ној има и до 1 килограм камења во својот стомак, мислам, во еден од 3 стомаци. Ајде! Сега и 3 стомаци има? Ле, колку работи не сме знаеле за нојот. Има уште, татичко? Кажи ни уште. Доста е, Биби. Ако за нојот има толку интересни и чудни работи, ми е страв да прашам за штркот. Или за орелот. Со килограм камења, 70 километри на час. Ајде баш да видиме. Ајде, Боби! Еве летам! Ама пешки. Како ној. Нојот имал 5 метри чекор. Не промашува. Дијамант на дедо. Татичко, татуш, работиш? А секогаш имам време за тебе, Бибуш. Повели. Чичко татотино. Добар ден. Здраво, Боби. Што имате наменито денеска? Која е најголемата зграда на светот? Која е најумната риба во океанот? Знам. Која е најубавата боја за пеперутка? Не, тато. Боби, има едно прашање, ама... Што се случило? Што? Дедо ми беше на гости и ми кажа нешто и сега јас не знам... Ние не знаеме дали да сме навредени или да не сме навредени. Затоа сте со наведнати глави. Забележав дека нешто не е во ред. Обично сте сериозно залетани со некое прашање, како торнада влегувате. Што ти кажа дедо ти, Боби? Не верувам дека е навредливо. Ми рече дека сум... Кажи му слободно. Ми рече дека сум дијамант на дедо. Срамота. Мислам, не знам. Татичко. Ау, тоа навистина е загрижувачки, да не речем многу страшно. Ете, знаев. Лут ми е дека не ја измив калта од велосипедот. И сега сум некаков си дијамант таму. Срамота. Загрижувачки и страшно е тоа колку те сака дедо ти. Молам? Татичко, ние не те разбираме. Драги деца, знаете ли вие што е тоа дијамант? Дијамантот е најскапоцениот камен на планетата Земја. Камен? Како татко ми кога гледа фудбал и се нервира, па фудбалерите ги вика камења? Се сложувам со татко ти, но и во тие камења има понекој дијамант. Дедо ти те споредил со најцврстиот и најубавиот камен што постои. Дијамант. Всушност, значи нескршлив. Леле, како ми олесна. Боби, па дедо ти мисли дека ти си најубав и најсилен. Јеперепи! И дедо е супер. А каде го има тој камен, тој дијамантот? Најголемиот дел од дијамантите во моментот се наоѓаат на континентот Африка.
Тие се формирале под притисок на земјината кора. Милиарди години притисок, вулкански ерупции, земјотреси. Сето тоа придонесува за ова парче камен да се стврднува и стеснува и наеднаш, папа, диамант. Татичко, што ќе се случи ако гризнам диамант? Па ќе имаш еден диамант во уста, минус неколку заби во истата. Затоа што се најцврсти, диамантите сега се користат за многу работи. Например, диамантските дупчалки може да направат дупка во секој материјал на планетата. Затоа, диамантот е многу важен. Може да го дупне и најцврстиот камен на земјата. Диамантот е исто така еден од најважните украсни камења. Неговата убавина и начинот на кој ја прекршува светлината го прават омиленото парче накид, ама и најскапо. Да! Мислам дека сум слушнала за диамантски обетки. Некоја принцеза ги носеше. Обетки, ѓердани, бразлетни, прстени. И ако сите мислат дека диамантот е прозирен и безбоен, тој може да биде и син, и сив, и црн, и жолт. Аха, ама не скршлив, така? Никако не може да се скрши. Не може. На пример, ако го сгазне слон? Па ќе го боли ногата. А кит? Ако го смачка? Нескршлив. Ако се изгребе диамантот, ќе земат друг диамант и со него ќе го измазнат. А колку се големи диамантите, чичко татино? Па, најголемиот диамант, или како што го викаат, звездата на Африка, диамантот Улинан, има над 600 грама. А кој носи прстен од половина килограм? Значи дедо мене ми рекол дека сум претерано скап камен од Африка. Ама и најсилен на светот. Мене мојот дедо ме вика злато. Добро, сега, може би е послаба од диамант, ама важно е дека не сум камен.